Почитувани, добар ден. Ја започнуваме црвена линија. Додека светот ги поттикнува луѓето да раѓаат деца со разни парични бонуси, даночни олеснувања и бесплатни градинки, во владата на премиерот Мицкоски размислуваат за поинаков пат. Данок за оние што не се женат, не се мажат. Во Сингапур ви плаќаат за да имате дете. Во Јужна Кореја ви даваат субвенции за стан. Во Унгарија нудат бесплатни третмани за плодност. А кај нас, ако не се ожените, омажете, данок. Дали ова е гениален начин да се потикне наталитетот или едноставно казнување на оние што не се вклопуваат во државната визија за идеално семејство? Од една страна, одредени политики кои го олеснуваат животот на родителите, а од друга страна, казнени мерки како рецепт за љубов, семејство и деца. Како е во светот? Бонуси за новороденчиња, еднократни или редовни парични исплати за секое новородено дете, намалени даноци за семејства со повеќе деца, бесплатни државно финансирани детски градинки и центри за рано детско образование, како и бесплатни дневни центри. Позитивни политики за родителство, родителско отсуство, флексибилно и скратено работно време, поддршка за репродуктивно здравје, бесплатни третмани инвитро и други репродуктивни технологии. Подобрување на пристапот до здравствената заштита за бремените жени и новороденчињата. Образовните програми и јавни кампањи за подигање на свеста за важноста на семејството и раѓањето. Во некои земји се доделуваат медали или други признанија за семејства со повеќе деца, а со тоа и субвенции за купување автомобил или стан. Имало и други форми. Во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век даноци за немажени мажи имало во одредени сојузни американски држави. Данок на ергени се појавува во минатиот век и тоа во фашистичка Италија во период од 1927 до 1943 година, како и во Советскиот сојуз, Полска, Романија. Се појавил данок за бездетност или немаженост, како дел од наталитетни политики. А во 21 век, во 2025 година, во Македонија, во петокот, премиерот Мицкоски изјави дека во владата сериозно размислуваат да воведат данок за немажени и женети. По само 2 дена во неделата премиерот Мицкоски ни појасни дека бил погрешно разбран и дека со изјавата сакал само да испровоцира јавна дебата за загрижувачката демографска состојба во земјава. Дали во владата ги игнорираат поголемите проблеми, а тоа се ниските плати, недостатокот на детските градинки, скапото бесплатно образование и наместо тоа отвараат тема за данок на немажени или дефокусираат некој друг поголем проблем. Денеска во црвена линија ќе му помогнеме на премиерот со испровоцирана јавна дебата. Може ли данок за немажени и неженети да испровоцира љубов, семејство и деца? Секако ќе ве потсетиме дека имаме и прашање плюс на оваа тема. Можете да го одговорите ако активно учествувате во анкетите на црвена линија кои што ги објавуваме на Инстаграм. Заследете го нашиот профил на црвена линија и профилот на Телма телевизија, а по заследувањето веднаш кликнете и на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме дали би поддржале воведување на данок за немажени и неженети лица како мерка за поттикнување на наталитетот. Секако кликате на полето кое што го содржи вашиот одговор, дали е тоа да или не, а црвена линија редовно резултатите ги сумираме во проценти и ќе ги соопштиме некаде конкретно во издание по рекламите. Секако во продолжение, ајде да ги погледнеме изјавите на премиерот Христијан Мицкоски. Се надевам, професор Јаневска, дека оваа година читанката нема да биде мама, тато и јас, туку ќе биде бато, дада, јас, мама и тато. Затоа нашата борба е да го направиме животот овде вреден, да го направиме мајчинството благослов, а не товар. Да им дадеме на младите причина да останат. Да изградиме институции што не ја трошат туѓата младост, туку ја негуваат. Да изградиме држава во која надежта е поважна од пасошот.
Знаеме дека нема магично решение, но има намерна, постојана државничка борба. И ние ја почнавме. Секоја мерка, секоја инвестиција, секоја политика што ја носиме е со цел да ја вратиме вербата. И тука сериозно размислуваме за уведување дополнителни даноци за немажени и неженети. Се разбира дека нема да има таков данок. Јас се извинувам на тие кои што можеби погрешно ја протолкуваа таа моја иницијатива. Но факт е дека сум исклучително загрижен за демографската состојба во Македонија. И факт е дека како претседател на владата моја одговорност е да бидам загрижен за демографската иднина на мојата татковина, затоа што јас сум претседател на владата кој што исклучително длабоко се занимава со демографијата и демографските движења не само кај нас во Македонија, туку и пошироко, но на кое што можам да го заклучам е дека ние тивко исчезнуваме и изумираме. И тоа поминува така незабележано. И тоа поминува така како да е општо прифатен факт и ние треба да се помириме со тоа. А сега сакаме и како вас да ве слушнеме. Црвена линија намената за споделување на мислењата и ставовите и секако граѓаните, тоа сте вие кои што давате одговори на темите за кои што разговараме со вас. Па така денес на 023070005 и веќе во оваа денешна дебата ќе му помогнеме на премиерот со испровоцирана јавна дебата да слушаме дали може со данок за немажени и неженети да испровоцираме љубов, семејство и деца. Секако задолжително на самиот почеток, особено за оние кои што за прв пат ќе го завртите, нашиот број 023070005, една исклучително важна техничка напомена, тоа е целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот откако ќе ве превземат од режија, за да можеме подобро да се слушнеме и да не се губат оние 90 секунди кои што се предвидени за едно јавување, во тоа да го проверуваме квалитетот на тоа како и дали добро се слушаме. Секако ќе ве потсетам, бидете активни на Инстаграм, стори анкетата и пишувајте коментари и споделувајте на Facebook профилот е Црвена линија. Објавена е темата и таму. Па ако сте подготвени сме и ние, пајде низ оваа дебата да го слушнеме вашиот став и мислење. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Ако да ќе кажеме данок да се плаштало или да се не плаштало за женени и неженени? Како? Ве слушаме, продолжете. Епа ве прашувам да се плати. Ние прашуваме, кажете ми може ли данок за немажени и неженети да испровоцира љубов, семејство и деца? Ништо не може. Тој народ прво го испулавеа, па сега па и уште го заебава, па добро и заслужуваат. Абе немојте луѓе, како што такви дебати на вас и јарно работите, абе не го заебавајте народот. Они и така доволно. Вака сега јас ќе побарам да се вклучи Црвената линија. Мене многу ми е драго што посакавте да го споделите својот став. Но најверојатно ќе мора да подсетиме дека Црвена линија пред се, и веќе ве подсетам, е емисија која што е наменета за целата публика, а тоа по цела се подразбира дека најверојатно и малолетна публика не следи. Друго, Црвена линија исклучително внимава на етиката и културата во говорот, така да колку и да сте изреволтирани, колку и да сте гневни, целосно ве разбираме, потрудете се да поентирате, да го кажете вашиот став, но да ги изоставите пцостите, грдите зборови, вулгарностите и особено да нема говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Јас верувам дека гледачката повторно ќе го заврти нашиот број и ве молам, не користете такви зборови. Сепак не гледаат сите, а се може да се каже без да се користат такви зборови. Го знаат тоа гледачите и секако оние кои што се вклучуваат во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака сега. Јас би сакал изјавата на премиерот да ја квалификувам како една антрополошка неизбежност по конзумирањето супа со вилушка. Тоа значи, прво вие како медиум секоја сте многу транспарентни,
гледате колку наши градинки се отворени, не се исполнети капацитите, земете во Источна Македонија, Западна. Па имаме и нови градинки кои не се отвараат. Па премиерот толку загрижен зато зашто демографијата е таква каква што е. Јас оваа изјава не можам да кажам дека е него. Ова е лудничава изјава која е искрено кажано на Владко Ѓорчев. Еве, ја ви кажувам, за да на крај премиерот излегува и кажува: ама јас вака така. Почитувам премиере. Вие или немате своје јас, или не знаете да води државата. Па затоа сега јас би ви дал на вас една карта бланше во еден правец додека е време. Додека државата не потоне, а народот невино да плаќа цената на вашата хипокризија. Ви благодарам, имајте убав и прекрасен ден. Благодарам за споделеното, за учеството во Црвена линија. Секако и ние топло препорачуваме да останете, да продолжите да ја гледате Црвена линија, се со цел да ги слушнете и останатите гледачи, поточно ќе речам граѓани, кои што и понатаму верувам ќе се вклучувате во оваа дискусија. Така да и ќе потсетиме Црвена линија денес ќе му помогне на премиерот, ќе испровоцираме една јавна дебата, ќе ги слушнеме граѓаните и секако го поставуваме и ова прашање дали може данок за немажени и неженети да испровоцира љубов, семејство и деца. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. Вака, за препорака на премиерот, за да може да испровоцира, јас сум, да испровоцира данок, треба провоцирањето на данок на право место. Значи, да се платат даноците, на обврзниците на даноци. Немажените и неженетите не се обврзници на данок. Немаат од каде да го платат, затоа станали неженети и немажени. Значи, наградата треба да значи провокација. Не може невработени млади луѓе да формираат семејство, да се родат деца за кои нема никаков надомест од државата. Дури третото дете, ако е родено како близнак, не го признаваат како дете. Значи, близнаките се едно дете. Надоме само за едно дете. Не може, нека ги разгледаат проблемите таму кај што треба. Значи, неплаќањето данок на тие што го затајуваат, одземањето на имот на тие што затајле со милионски суми на данок, а не од неженетите и немажените. Не. Нека најдат нешто да ги провоцираат поинаку, да ги наградат, да видат светла точка негде напред. Толку од мене. Благодарам за споделеното и за учеството во Црвена линија. Продолжете и понатаму да не гледате. Продолжуваме секако со вас, да видиме каков одговор ќе добиеме на прашањето од вас, а тоа е може ли данок за немажени и неженети да испровоцира љубов, семејство и деца. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Са видите, данок каде не куви, не е проблем. Ќе си плаќаат луѓето. А што правиме, зашто не се спомнат луѓето што сакаат да се венчат мажи со мажи, жени со жени? Тие колку треба да платат данок? Колку тие треба да платат данок? Ако ние немавме вакви глупи изјави од политичари, ние што тие сме многу напред, него нас не возат некои шалабајзери. Внимавајте на зборовите само. Со некои глупости што се бават. Тоа, далеку сме ние и ќе се останеме далеку. Тоа само сака да ви кажам. Еле според вас како можат да се мотивираат и младите? Да се мотивираат национален закон. Кој разуме сватиче, национален закон. Ако сакаме да се множиме, кој се крстиме и кој не се крстиме. Национален закон. Така, ако сакаме да се множиме. Тоа е, а не некој искористи да праја по 20 дета, сега го кина и закон за трето дете и така натака и така натака. Национален закон. Овде кај Македонија, ова Македонија е православна држава, православието треба да владе и треба православен закон да има ако сакаме да се множиме.
па нека ако некој се најде увреден, нека извини. Толку поздрав. Добро, благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжете и вие да не следите понатаму. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, сериозно треба сите кои сме добронамерни, кои се сакаме оваа земја, да не загрежи на вистина сериозниот пат на наталитетот. Но јас не ја гледам причината во намалување на наталитетот во толку лошата економска ситуација. Да, се сложувам, не е таа сјајна, но не е се така црно ни кај нас и ние им даваме, не знам точно доколку е законот, обиди за вештачко оплодување. И кај нас да се чека за градинки, но се чека и на запад. Еве јас имам внуче, па чека 2 години во Германија за да дојде за градинка за детенцето. Се чека и во Шведска, значи мислам дека основната причина е во тоа што ние некако станавме изгубени во просторот и времето, нема никој никого не почитува, никој никого не разбира и никој никого не сака. А не мислам дека ако економската причина прашање, не знам кога повеќе се јадело по кафани, кога било по посетени угостителските објекти, кога во наше време, а и немаше меѓутоа, кога во денешно време деца од по 7 години носат телефони вредни по 50.000 денари. Значи не мислам дека економската причина, дека треба мерки за да се стимулираат, да, но да се разбереме треба. Јас секако ќе потсетам дека време траењето за едно јавување е 90 секунди. Тоа е правилото и ќе ви се заблагодарам за кажаното во Црвена линија и споделеното со гледачите и ќе ве охрабрам и потсетам дека секогаш можете повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди со цел да се надополните, да искажете и така натаму. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, Црвена линија. Слушаме? Да, повелете. Видете, се базира на економската ситуација во државата, како ќе расти наталитет, како народот ќе живее побогато, по-релаксирано, се диктира економијата. Вика, ќе се женам, ќе се мажам, немам пипер во очи и сега одгоре деца ќе правам. Зато не се мажат. Што државата ќе ги помогне? Еднократно некое ситно парише, или данок ќе устави, или ова, или ќе ги уценува да се мажат, да се женат. Не е тоа решение. Решението е развој на државата. Ако државата се дигни на едно ниво, да луѓето сакаат тука да останат, сакаат весели, семејство да се оформи, безгрижен живот има. Ова кај нас, не знаете од денеска за утре, што ќе му се случува. Гледате што се случува по фирми, работат плати немаат, некои вработени па неот на работа. Тоа е се пузер, крадат на сите страни. Ја и друг пат сум кажал, овие пари што се извлечени од овие горе во врво што се, милиарди се покажуваат од кои ќе заминат од сцената, сите тие пари да се вратат и да се затвори, како да речам, тескерето, да не излага еден денар надвор. Јас ванка кога влегов да работам. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Напомена уште еднаш, 90 секунди е едно јавување. Сега малку ќе ве префрлам на Facebook, за да можете визуелно да видите вие кои што не го следите нашиот профил, како изгледа нашиот профил на Црвена линија. Редовно низ фотографија, анимација ги објавуваме темите за кои што дискутираме со вас, па така и оваа денес. И еве и тука Црвена линија прашува, може ли данок за немажени и неженети да испровоцира љубов, семејство и деца? Подсетувам, пишувајте коментари, веќе има пристигнато некој, така да ќе ги читаме овие одговори на социјалните медиуми меѓу вклучувањето гледачите во живо. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сум. Да, повелете, ве слушам. Да. Видете, добар е предлогот на премиерот, меѓутоа на тој начин не може да се мотивираат младите за да се женат и мажат,
Вие не знаете колку е голем процентот на стерилитет. Која девојка што забременила, не се омажила, секоја веднаш, само што ќе забремени се мажи, ја зимаат. Меѓутоа и инвитро оплодувањето и тоа не помага. Затоа данокот не треба да се става на немажени неженети, не се сегаш средствата, паричните средства во прашање. Проблемот е што младите неќе да забременат и тие што забремениле и што имаат деца отишле во странство. Наталитетот кај нас е многу мал и нема да има мали деца затоа што си заминуваат во странство, а не се виновни младите што не се женет и не се мажени. Едноставно еднаш ќе се омажи, ќе роди дете, повторно се разведува и повеќе не сака да раѓа. И затоа премиерот ова нема да му помине. Бидете поздравени. Благодарам за споделеното и за вклучувањето во Црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме да слушнеме може ли данок за немажени и неженети да испровоцира љубов, семејство и деца. Добар ден. Ало, добар ден. Па, господине Љупчо, може ли? Може. Како не може? Ама ако се вратиме во 39-та година, за времето на Мусолини и на Хитлер, тогаш било воведени вакви даноци. Да кажам дека е предлогот добар, тоа значи да кажам дека Хитлер бил добар. Ние не ја разбираме суштината. Ваква, да не кажам фамозна, како да кажам, идеја од човек со факултет, не знам што да речем понатака. Буквално не знам што да тумачам за професор на факултет, академски граѓанин, да тресне ваква зелена. Ова е зелено, се вика зелено, да ви кажам право. Ние, дајте граѓаните, порано го сетивне проблемот со наталитетот во државата. И во овие наши муабети овдека кажувавне, зборевне. Меѓутоа гледате дека проблемот е што никој не слуша. И тоа е оној проблемот, јас што ви кажа дека на времето кажа, имам еден предмет се викаше марксизам, тешко на време, на периодот кога ќе дојдат технократите на власт. А технократите се учените. Мавајки се себе си у глава и удирајки се себе си од зид, затоа дека имаат они дипломи, они се најпаметни, ние доаѓаме нова дереđe, дека никој никого не го слуша и затоа слушаме вакви глупи идеи, да ти кажам право. Ако на времето почеше во оваа држава да се води национална политика, ако на времето почна да се сваташе сериозноста од тоа што се случува таму на запад, кои политики се воведуваат за да се прикрадат, да не кажам, работници и помлади луѓе, државата требаше да реагира. Кои се тие мерки што треба да ги направат? Па не им ги кажувам затоа што крадат идеи, а не ги спроведуваат, да ти кажам право. Благодарам за учеството, продолжете да не гледате. А ние продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Овака, ова што го имате, оваа тема е добра тема, но на вистина, мислам дека не треба да се воведува данок. Затоа што има многу луѓе, без разлика на вера и националност, кои што се немажени или неженети од економска причина. Затоа што не се вработени. Или онаму каде што работат не се осигурани. Ке ви кажам еден пример со мој внук, кој што има завршено на мистера еден од потешките факултети, има завршено теолошки факултет, но институцијата МПЦ му нема излезено во пресред. Ниту го осигурала, ниту ништо. Човекот веќе има скоро на 50 години. Он се образувал за тоа, учил, го жртвувал целиот свој живот, но они не му излегли во пресред. И како утре сакате вие да се женат, да се мажат? Ајде кажете ми вие, еве. Јас сум човек околу 70 и неколку години и ќе ви кажам дека токму поради тоа бегаат и младите сите. Или ќе направат едно дете и поради неможноста, нетрпението помеѓу нив, значи нетрпеливост постои многу меѓу младите, бракот сепак тоа е љубов. А ако не се земени од љубов, многу пати и многу бракови се склучени само формални, колку да се има деца, и тако поради тоа и затоа не обстојуваат тие бракови. И не се ниту мажат. Благодарам многу и вам што го споделевте своето мислење и став со гледачите на Црвена линија.
Останете и вие секако понатаму, а ние продолжуваме секако со вас. Пишувајте коментари на Facebook, наскоро ќе почнеме да читаме и дел од коментарите кои што секако се одговори. Одиме во живој со вклучување на нов гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Повелете? Дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете, во црвена линија сте. Вака. Ваквите работи од типот данок на имот, на немање или имање деца, тоа е првим да се даде таква сериозна изјава, после да се вика несериозна изјава. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добро, веднаш ќе биде намален телефон. Ми одзимате вака време. Ќе ми додадете времето? Дайте да го вратиме времето. Само намалете го тонот на телевизорот за да можете нели да продолжите без пречки технички. Добро. Вака, вратете го времето, момент. Режија ве молам, уветив на гледача да го вратиме времето. Вака сега. Значи, ова е, како да ви кажам, од сериозна изјава во несериозна изјава, 7 милиарди евра долг. Веќе направен. Тоа е, не знам како да кажам, од премиер многу сериозна, па несериозна изјава. Ве слушам. Значи, секое дете што ќе се роди во Македонија ќе треба да живее со 7 милиарди долг. Мислам, карикирам. Ова ми личи на, како да ви кажам, популистичка политика, која што е веќе видима во соседството од Србија. Немам што понатаму за тоа. Еве, ние ќе ве потпрашаме, според вас како најдобро можеме да направиме пораст на наталитетот? Сигурно не со заложување во сомнителни банки, во сомнителни кредити, сигурно не со оваа влада. И сигурно не со чаци. Пријатно. Благодарам. Ете, направивме остапка со оглед на тоа што сега во продолжение уште еднаш ќе потсетам, особено вие кои што можеби за прв пат ќе посакате да бидете дел од црвена линија и ќе ни биде исклучиво драго. Ве молам, повртењето на бројот 02307-005 целосно веднаш намалете го тонот на ТВ приемникот. Тоа значи дека јас и вие зборуваме исклучиво телефонски, така е најдобро, бидејќи како во претходниот случај ќе имате чувство дека не сте вклучени, дека некој друг зборува наместо вас, а секако секундите ќе одминуваат. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па видете вака, за да се збогати буџетот, за да има пари да се развива ова држава, па како прво премиерот, Анđушев, исто така, дека ги вратат нивните имоти што се наѓомити со некои грчки партнери во Грција, тие хидроелектраните, и тука нека го плаќат данокот, а не таму да го платат. Затоа и иди до вакви, ако мисли Мицкоски, премиерот, ако мисли дека кажа некоја епохална мисла и сите паднавме во несвес кога слушнавме тоа нешто и на вистина така ќе правиме, тој фактички само скина зелена, ништо повеќе да направи. Значи, тоа е она што го направи тој. Па сетем не направи сите будали, сите што загризивме, мислам, што се заинтересиравме и што почнавме да играме мајта, по ствари, со таа работа, на такво гризење, мислам, народот не ме разбрал како што треба. Не ми беше мислата таа, мислата му беше многу јасна. Мислата му беше ќе ви славам данок, ако не, ќе ви го покачам данокот, ако немате деца, ако не се жените. Таа му беше мислата него. И народот баш буквално и го свати. Народот не паси треба. Народот знае што слуша.
Благодарам за јавувањето и за споделеното со гледачите. Ајде сега да видиме какви коментари пристигнаа на Facebook, на профилот на Црвена линија. Заследете не и учествувате активно и преку социјалните медиуми. Ке почнеме со коментарот на Даница Богоевска. Еве што напиша. Добар ден, за многу години празникот Свети Јоан, што се однесува за темата плаќање поголем порез, ништо чудно. Во Шведска имаше закон, тие што беа сами плаќаа поголем порез. Мисли на данок. Ова беше во 70-тите години. Не знам како е денес. Поздрав и пријатно попладне. Овој проблем го има во целиот западен свет. Тешко да дојдат до решение. Благодарам многу госпоѓа Даница за активното учество. Пак Марина Николова на прашањето може ли данок за немажени и неженети да испровоцира љубов, семејство и деца, одговори кусо не. А какви одговори имате вие? Ве слушаме денес во Црвена линија и секако еве ние испровоциравме јавна дебата. Добар ден. Добар ден. Ајде вака, ја да го кажам својата. Прво да се разбереме. Господинот Мицкоски не смее да помисли дека треба да воведе данок за немажени неженети. Прво, ние не сме Швајцарија, не сме ние Шкотска, Финска и така натака. Тоа може некаде, значи каде што е развиено стопанство, развиена индустрија, каде што значи работниците не бегаат од земјата, остануваат тука, ствараат доход, ствараат што се вика капитал, додека од кај нас, затоа што нема ништо од сето тоа, луѓето избега. На кого ќе му стави данок? Место да се потруди, да најде начин како да ги врати нашите млади во странство, меѓу кои моите деца се там, да ги врати, да им створи услови за работа, услови за нормален живот. Тој сега одека ќе му введува данок. Нека размисли колку не задолжи прво. Значи 6 милиарди од Енглеска, 1 од Маđарска, уште 2 милиарди ќе не задолжи Кобајаги за чебрени калиште, кој никогаш нема да се изгради, а посебно оваа власт, значи, ја ми се чини дека како да е измислена, само да ја упропасти државата и државата да не може да крени. Нека размисли да го изнајдат проблемот, клучот на решавање на сите проблеми, посебно да се влезе во таа Европска заедница и да почнеме, што се вика, да ствараме ние за Европа, Европа за нас. Се до тогаш ние вака ќе талкаме, а Мицкоски ќе се ужива со... Благодарам многу за учеството во Црвена линија и сега го особено на социјалните медиуми имаше и бурни реакции. Голем дел од нив мора да признаеме шегобени, саркастични па еве и дел од нив. Например имаше објавено како Ерген одев, мајко Ерген одев. Ерген одев, мајко поскапо ми беше. Како и да е, ние денес ве прашуваме може ли данок за немажени и неженети да испровоцира љубов, семејство и деца. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видете, ова е мешање во личноста, во личниот живот на луѓето. Како може да ме натера да се женам насила? Или женско да се мажи насила? Еве ја нека ми платат, ќе се женам 5 пати ако треба, ама да нека ми плаќат. Прошо личи ова. Како смејат прво да го изустат? Ти може да натераш некој да се жени насила или да се мажи насила. Не така. Ако му јубо така ги си тера. Развојот на државата е проблем. Плячката, рабилукот, културата, начинот на живење. Тука е проблемот. А не е проблемот насила, овие се им дајме 5 банки ќе се женат, утре ќе се разведат и што тоа? Државата паза никаде. Тие не мислат развој на државата да направат, слова ќе направат, деца мислат развој ќе направат. Ќе направат деца за да им послужат новие во Европа, да завинат таму. Деца од 10 години планираат со на телефончиња на надвор више разговараат. Тие уште сега мислат да заминат, овие деца ќе им пратат на Европа да ги праќат. Развојот треба државата да речат овде најубаво тло за живење, да не размислуваат никаде тука да си видат. Тоа ќе ги задржи и тоа ќе ги натера да се мажат, да се женат и да прават деца. Тие немаат, како да кажам, слух, немаат осет, немаат, да речем, култура за такво нешто да
Благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. Гледајте ни понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ова е многу смешна изјава, свана. Кога слушнав, се насмев. Скоро 5 минути се смеев. Премиер, висок 2 метри и нешто, да го кажете овој збор, нешто неверојатно. Не може човек да свати како така го изуста тој збор. Па ти можеш луѓето, да, нека се мажат, нека се женат и дано ги се прво обезбедено стан, обезбедено работување и тогаш па на секој дете дај му по 20.000, 10.000, 50.000, тогаш ќе изнатераш. Ти ги бркаш од државата, ги тераш со ваква економија во странство, сакаш овде да се мажат, да се женат. Нашето село бројче 600-700 члена, сега број 300 члена, сите 3000 члена, другите се во странство и тие сега, таму е налитетот. Моите внуци, 14 внуци, таму учат, таму живеат. Не живеат овде. Мојата школа бројше 80 деца, сега број 20 деца. Така ќе враќат на тези, така се враќат. Се враќат со пари, со подршка, не се враќат со муабет. Треба да ги финансираш тие луѓе. Селата ги запусте, ништо не му плаќат, само кажуваат толку сумети, а ништо. Трактори му дават на некој што не се воопшто земјоделци, на тие замените министри, да министри, на прави земјоделци не му дава и така ќе држиме ние луѓето овде и да ја правиме наталитет. Не може така. Нека размисли малце да го вратит достоинството на луѓето со плати, со станување, со тие работи. Благодарам и вам за тоа што бевте дел од ова јавна расправа со граѓаните, дискусија подобро да речем. Еве какви имаше се реакции по изјавата дека ќе неженетите и немажените ќе мораат да плаќаат данок. Еве ова е еден дел од фотографија која што навистина исклучително циркулираше низ социјалните медиуми. Овде е објавена на X платформата, а еве како би изгледало во тој случај предматично. Големи редици и се чека секако за склопување брак. Па може ли данок еве за немажени и неженети да испровоцира љубов, семејство и деца? Според вас како може да се подобри наталитетот и нели да се зголеми бројот на стапување во брак? Добар ден. Добар ден. Повелете. Како прво, не се слагам со гледачите што овој предлог го политизират. Нема никаква врска со политика. Сметам дека предлогот на премиерот не беше толку лош и немаше лоша намера, бидејќи човеков сака да се најде начин како ова катастрофална ситуација која што е за нашата држава многу лоша, бидејќи се наоѓаме од така наречена бела чума. Економски фактор не е причина. Шведска има пари, па наталитетот е многу слаб. Меѓутоа, јас сметам дека пред се младите не сакат одговорност, особено жените. Не сакат одговорност. Едно дете доволно е. Не сака да се грижи околу децата, не сака одговорност, побитна им е кариерата, него ли наталитетот. Може ли вас нешто, водителке, да ве прашам без лоша намера? Дали сте вие мажени? Не. Не сте мажени. Видите. Минудите брак? Не сакам да влегувам понатаму у таа расправа, меѓутоа сметам дека младите се крајно несериозни и за да се реши овој проблем. Мојот став е, ако сакате да се вработите, особено девојчињата, прво мажите се, имајте деца, па онда вработување. Друг начин ја не гледам. Не е прашање економски фактор, не е ништо, прашање едноставно не сакате одговорност младите. Благодарам, пријатно. Благодарам многу. Драго ни е што ви имавме во Црвена линија и продолжете и вие да не следите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Да ве слушнеме еве и вас во Црвена линија сте. Прв пат се јавувам. Драго ми е, верувам ни и последен пат. Државата бара данок. Не се слагам со данокот. Тоа е индивидуално на секој да си го реши своето прашање. Меѓутоа, државата треба од другата страна малку поинаку да гледа, вработувањето да го решава, да решава идните брачни парови да имаат смештај, каде, кај ќе живеат, да имаат поволни кредити за да можат да купат стан. Кој може денеска да купи стан со примања од 40.000? Кажете ми.
се взимаше, јако бев по-старите генерации наши. Ние имаме многу поповолни кредити, многу поповолни каматите беа. Ние купуваме стан одма. А дека младите и не се озбилни за бракот, дека сериозноста на бракот е голема, дека децата треба да се издржуваат, вниманието, градинките, школото и сето тоа, мислам дека се ќе се реши ако државата малку кон младите се однесува поинаку. А она стварно, значи, ги испушти младите да се избегаат надвор, барајки поарна иднина, Големо благодарам што бевте дел од Црвена линија, особено ми е драго еве што за прв пат посагавте и се вклучивте во оваа денешна дискусија на Црвена линија и ќе повторам, верувам, не и последен пат. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Вака, према поставеното прашање мислам, што факт е, мислам дека љубовта си е љубов. Целта на премиерот уопште не му беше ставање на данок за немажење неженеш. Бидејќи со месеци, како да речем, се зборува за падот на наталитетот, за она бела чума и сето тоа. Премиерот со таа буквално испровоцирана изјава, точно додека тогаш се збореше за намалување на наталитетот, никој ништо не кажуваше, никој не збореше. Нити се покрена тема, нити ништо. А премиерот точно ја погоди целта со тоа што го кажа тоа, како што народот уопште го свати. Меѓутоа, сметам дека не треба да се сомневаат во интелигенцијата на премиерот и на целата влада, дека данок за немажени на жените нема дека ќе се воведе. Тоа е апсурд, како што и он кажа денеска, мислам, во неговата изјава. Меѓутоа, после неговата изјава дека ќе се воведе данок, се отвори дебата, што да ти кажам, со дрвја и камења по премиерот. Според вас, еве, како можеме да го подобриме наталитетот и да се спротиставиме на белата чума? Како да го подобриме? Родителите да обрнат повеќе внимание кон своите деце, одговорност, заедништво во семејството, а не... Така, добро, благодарам многу и вам за споделеното со гледачите во Црвена линија. Ве префрлам на Facebook, продолжуваме со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска. Еве што напиша. Добар ден, госпоѓа Цветанка. Почитуван премиере, со вашиот предлог за воведување данок за немажените и неженетите нема да биде решение да ги задржите младите. Напротив, уште повеќе ќе заменуваат од државава. Треба да им овозможите вработување за да имаат услови за формирање на семејство. Данокот ни случајно не може да испровоцира љубов, семејство и деца. Разочарана сум од непромислените и несериозни изјави на премиерот и нека се доискаже и до која старосна граница ќе важи предлогот. Поздрав, Тина. Благодарам многу, Цветанка. Продолжете да не следите и продолжете пишувајте коментари. Бидете активни и на профилот на Црвена линија на Facebook. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вака цел гледач од Скопје, многу ви е интересна тема, стварно, прекрасна ви е, немам зборови. И одавна требаше ваква полемика да се направи во нашето друштво, затоа што стварно ова е една тема што може да збориме 3 дена и 3 ноќи и да се согласуваме и да не се согласуваме, ама вистината е само една. Мислам, ако дозволите да го искажам моето мислење, вака се. Значи, јас сум некоја генерација што ја затекнавме транзицијата, Југославија, Македонија и све тоа, окей, сите знаеме како живееме. Само еден прост пример ќе ви кажам. Сите од нас да се запрашаме како живееле нашите дедовци. Да не збориме за прадедовци. Нашите дедовци и нашите татковци и мајки. Дали они биле побогати од нас? Не. Ја ќе ви кажам не. Они биле 3 пати или 5 пати посиромашни од нас. Ние сме за нив аристократија. Ама они имале сите по 3, 4, 5 и нагоре деца.
Значи, што сакам да ви кажам со ова? Сакам да ви кажам дека гледам сите коментари, ви се тука економската состојба, сиромашни сме, немаме ова она. Океј. Тие биле 5 пати посиромашни од нас, ама нашиве сега млади сакаат да чуваат по 3 кучиња, а не сакаат деца да чуваат. Детето е за нив обврска. Детето е за нив обврска и луксус. Благодарам и вам за учеството и уште еднаш ќе напоменам правилото во црвена линија, толку дозволува време траењето на нашата емисија и затоа е предвидено 90 секунди да бидат наменети за едно вклучување. Гледачот ќе го поздравам, уште еднаш ќе се заблагодарам и ќе ве охрабрам додека трае ово издание повторно да го завртите нашиот број за дополнителни 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Најголема глупост во последниве 30 години. Не само тоа, глупост беше и во последниве 10 дена, знаете, со бујната трева со стадото, со пожарите. Тревата станува високо и така настануваат пожарите. Изјава од премиерот. Така, продолжат. А ова со данокот беше капаче на све. Катастрофа невидена. Толку пријатно. Добро, благодарам многу. Кус гледачот, но јас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, во црвена линија сте. Сега јас сум изгледа. Добро. Ова темата ти е сега промашена, бидејќи маш рекол, маш одрекол. Премиерот рече, не ме разбравте, значи не било вистина што рече. Изгледа тие советниците што се по 25 години во кабинетот негов, што земат баснословни пари за совет, изгледа му сгрешија. Првен па го пушти муабето и сега одрече. Не може ова нешто да направи, бидејќи јас го памтам кога беше Тодор Живков во Бугарија, имаше ергенски данок. Нити зголеми наталитет, нити нешто направи, само буџетот го зголемаше. И ова е една мизерна изјава што нема врска со брак и со деца. Брак и деца само се прави со стабилна држава и држава незадолжена. Ова држава не може да прави деца кога минималната плата е на нула. Просечната плата не сака да слушнат. И затоа не можеме ние да имаме деца, односно да имаме наталитет. Богатите држави немат деца, ама имат барем услови да имат. Ние немаме услови. Тука е проблем. Благодарам многу за учеството во црвена линија и еве бидејќи гледачот кажа дека не е погрешна темата, ќе потсетиме дека во петокот владата размислуваше за воведување данок за немажени и неженети. А веќе во неделата премиерот Мицковски појасни дека бил погрешно разбран и дека со изјавата сакал само да испровоцира јавна дебата. И тоа за загрижувачката демографска состојба во земјава. Па црвена линија денес му излага во пресрет на премиерот, му помагаме и еве објавивме дискусија, прашање може ли данок за немажени и неженети да испровоцира љубов, семејство и деца. Така да денес практично ова издание е јавна дебата и сакаме да ве слушнеме вас граѓаните. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Многу дискутабилна тема, да си кажем отворено. Не знае од кај да почне, дали од главата или од опашката за ова работа. Меѓутоа, само ќе спомнаме на работа едно време во Британија, доека беше ова, како се викаше, Маргарет Тачер, и таа го истото тоа нешто на некој начин спроведуваше за сите оние што се од 33 до 35 години немажени или неженети и спроведуваше некој данок. Не знам доколку траеше тоа, дали доека она беше на заврши кариерата или не знам слично што како беше. Меѓутоа, овдека кај нас е ваква работата. Ако се постави темел на тоа да можат да стапат во брак, ако и двајцата не се вработени, дај му едно гарантно место над еден од сопружниците.
гарантно место обработување. Втора работа, чим ќе стапам во брак, дај државата нека ја даде едно од 3 до 5.000 евра. Старт. Тоа нека биде малку као предуслов, а инаку, за да се овој закон пласира меѓу младите, за да знаат и да улезат у шема, најнапред треба државата сама да створи услови за овие работи, да ти кажем отворено. А како што каже еден гледач, да уште од мало 10-11 години гледа на интернет, на својот телефон, каде може да замине и кај ќе биде и што и како, тука е веќе друга шема. Нема тука што да коментираме. Тука е веќе друга шема. А да не ги спомнам нашите дедовци и баби и тоа е веќе да сме живи и здрави. Поздрав. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Еве уште еден коментар од Бела Бел. Подобро да ги згрижиме оние деца што останаа да живеат овде, да го зборуваат мајчиниот јазик, да им се обезбедат услови за школување, а на младите за работа, за сигурна иднина и така ќе се зголеми и наталитетот. Благодарам и за Бела Бел. Одиме, почитувани, со реклами, останете со Црвена линија, по рекламите следуваат и резултатите од денешната анкета. Време е по рекламите да ги соопштиме и резултатите од денешната Инстаграм стори анкета. Заследете не на Инстаграм, секако профилот е Црвена линија, заследете го профилот на Телма телевизија, заследете ги профилите на Фейсбук и секако учествувате во утрешните анкети и Црвена линија секако. Ајде да видиме како одговорија денес. Дали би поддржале воведување на данок за немажени и неженети лица како мерка за потикнување на наталитетот? Со да одговорија 25%, со не 75%. Тука останува да ви се заблагодарам за ова денешно издание на Црвена линија. Секако ќе ве потсетам, кликајте на telma.com.mk да бидете целосно, брзо и ефикасно информирани и не го менувајте каналот, бидејќи по Црвена линија следува да си кажеме со Горан Петрески.